Над 200 локации ќе бидат достапни за изградба на куќи за проектот Купи куќа за млади во општина Дојран, најави вчера министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски во посетата во Дојран. Мисајловски, градоначалникот на општина Дојран Борче Стамов, разговара за реализација на капиталните инфраструктурни проекти што се реализираат во општината. Според него до крајот на оваа година се очекува планот да биде изработен и да се прецизираат парцелите за продажба кои би почнале да се продаваат преку јавно надавање во текот на 2017 година. Тој потенцира дека од вчера е започнато асфалтирањето и незавршниот слој на регионалниот пат Дојран-Николич. Инвестиција вредна над €1.000.000. Имаме изградено во општината Дојран неколку плажи, ја изградивме пешачката патека пред известно време, станува збор за патека од преку 2,8 км. Инвестиција од 31 милион денари кои сега можат сите да приметат дека се работи за едно убаво катче тука во Дојран, кои сите го користат. Од друга страна, Министерството за транспорт и врски заедно со општината започна со изработка на урбанистички планови, односно за можност за што повеќе парцели да предвидиме за продажба за Купи куќа за млади, и односно сите оние што се заинтересирани да може да купат свој плацлука, односно 200-300 до 500 квадрати плац кој потоа ќе може да изградат своја куќа. Ние ќе имаме од прилика преку 200 парцели што ќе ги нудиме во наредниот период. Јас очекувам до крајот на годината дека ќе ги урбанизираме, потоа ќе може да се продава тоа земјиште. Министерството работи на многу планови, но само тука во општината Дојран ќе имаме 2 плана токму за овој проект. Во делот на туризмот преку буџетот на Министерството за транспорт и врски, како што посочи и министерот, завршено уредувањето на уште една пешачка патека која е продолжение на старата и го поврзува Стар и Нов Дојран. Патеката е комплетно завршена во должина од 2800 метри и представува инвестиција од 31 милиони денари. Со изградбата на овие две патеки им се овозможува на туристите да уживаат во едно ново катче каде што ќе може да се релаксираат и да ги уживаат благодетите на ова туристичко место. Ако и сметаме дека Министерството за транспорт може на одреден начин да ни помогне, меѓутоа дел од главниот акцент стана на урбанистичкото планирање, како што спомена министерот веќе преку Министерството за транспорт се изработуваат 2 поголеми плана за пред се наменети за Купи куќи за млади проектот, меѓутоа во Дојран ќе бидат мощно корисни за градење на викендици, куќи за населението и така натаму, меѓутоа разговаравме и за тековните проекти, планови кои ги имаме и се во тек, а во брзо време со нивното освојување ќе даде еден нов поттик за инвестиции и развој на пред се на туризмот во Дојран, меѓутоа и на целокупен развој и подобрување на економското живење во Дојран. Со изградбата на урбанистичките планови од страна на Министерството за транспорт и врски, како што додаде Стамов, ќе се овозможат голем број локации за изградба на куќи за млади, како и викенд куќи, за што исто така има интерес.